Добро вечер, го следите централното издание на Дневникот. Да ги погледнеме трите настани кои го одбележаа вториот ден од оваа недела. Фармери и сточари од Кавадарецкиот регион денеска беа советувани за болеста јазлеста кожа. Учениците од Средното стручно училиште Коле Неделковски ќе реализираат практична настава во подрачната единица на Евана во Велес. Основните училишта Васил Главинов и Рајко Жизифов го земаа второто и третото место на конкурсот за најбезбедно и најчисто училиште во Македонија. Во организација на мрежата за рурален развој на Република Македонија денеска во Кавадарци се одржа советување за болеста јазлеста кожа, болест која е директно поврзана со климатските промени. Целна група беа сточарите кои добија совети како да се заштитат и ако веќе се појави болеста, што да направат да се спречи нејзиното ширење. Фармери и сточари од Тиквешијата и пошироко денеска беа советувани за болеста јазлеста кожа, како да ја препознаат болеста, што треба да превземат и како да се спречи нејзиното ширење, имаа можност да слушнат од професорот Методи Трајчев, предавач на ова советување. Настанот беше во организација на мрежата за рурален развој на Република Македонија, која го спроведува проектот на Американската агенција за меѓународен развој за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Ова е нова болест, кај нас непозната до оваа година. Тоа е болеста на јазлеста кожа на говедата. И како што кажав, е баш директно поврзана со климатските промени, болест која што потекнува од Африка и која што се пренесува од комарци, од крлежи, од муви и која што, еве, за жал, оваа година кај нас е присутна. Во Кавадарци нема заболени грла од оваа болест, потврди ветеринарниот инспектор, додека во Македонија болеста најмногу ја има во југоисточниот регион, Струмичко и Штипско, но се зафатени и други региони. Болеста најпрвен се појавила во Демиркапија, таа е голем удар за сточниот фонд во Македонија. Па според статистиките кои што ги води Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи тие се главната институција која се грижи за благосостојбата на животните, југоисточниот регион на Македонија оној кој што е најмногу зафатен, меѓутоа се гледаме дека таа болест се качува и многу по на север, значи се зафаќаат и повеќе региони, вклучително значи дури до Демиркапија, Штип, дури и до Виница и Кочани. Така што би сакале на време да реагираме, да ги информираме сточарите какви мерки треба да превземат. Инаку болеста јазлеста кожа потекнува од Африка, а се пренесува од комарци, крлежи и муви. Последиците од неа се многу лоши. Заразените говеда треба да се уништат и запалат. Болеста не е пренослива на човекот, а месото од заболено животно може да се консумира само ако термички се обработи. Започна активностите на пробивање на новата улица 11-та македонска ударна бригада, која ќе ги поврзува населбата Поглед со населбата Лозов Расадник. Ова за Свети Николе ќе значи растеретување на сообраќајот низ централното градско подрачје. Исто така во завршна фаза се и подготовките за започнување на уште неколку нови улици во општина Свети Николе. Деновиве започнаа градежните работи на улицата 11-та македонска ударна бригада, која ќе ги поврзе населбите Поглед со Горобински пат. Изградбата на оваа улица беше најавена од страна на градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев со започнувањето на градежните работи на улицата Младинска и Крстен Мисирков. Со изградба на првата фаза ќе се растерети сообраќајот кој е отежнат поради изградбата на најголемата сообраќајна делница во Свети Николе, а во следната фаза ќе ги насочува товарните возила директно од Кумановски пат кон Горобински пат, без да се влегува во градот. Целта на изградбата на оваа улица е да се избегне хаосот во сообраќајот, но и да се избегне оштетување на веќе постојните улици низ градот. Покрај овие градежни активности, во завршна фаза се подготовките за започнување на новите улици 11 октомври и Гоце Делчев во општина Свети Николе. Учениците од насоката електротехника и енергетика од Средното стручно училиште Коле Неделковски ќе реализираат практична настава во потрачната единица на Евана во Велес. Покрај оваа соработка со Евана, директорот на училиштето напомена дека во завршна фаза се и преговорите за соработка со фабриката за автомобилска и метална индустрија Брако.
Практична настава учениците од електротехника и енергетика од Средното стручно училиште Коле Неделковски ќе реализираат во подрачната единица на Евана во Велес. Денеска директорот на училиштето Боро Ристовски информираше дека со потпишувањето на договорот се продлабочила соработката која за учениците е многу значајна. Една група од ученици од 4-та година веќе ја реализирале практичната настава, а за неколку дена втората група на ученици ќе започнат со пракса. Денес ги потпишавме договорите, од 16 јуни стартуваат во одделите на Евана во Велес. Таму ќе бидат прифатени од ментори, значи секој ученик има свој ментор, секој ученик ќе има можност да проба да фати, да сработи со своја рака, да види како тоа изгледа кога е нешто под напон, нели станува збор за електротехничка струка овдека, и по-конкретно електротехничар, енергетичар. Ристовски напомена дека во завршна фаза се преговорите учениците од Коле Неделковски практична настава да извршуваат во единствената фабрика за автомобилска индустрија во Велес Маркарт и фабриката за метална индустрија Брако. Следните 2 до 3 дена треба да имаме официјални разговори со Маркарт и со Брако за работата во текот на летото. Значи пред известно време ние најавивме дека во летниот период ќе има обука, исто така со ментор од нив, и веќе подготовките се направени. Практичната настава, вели директорот, е од големо значење за учениците, затоа што на тој начин тие директно може да ги погледнат сите оние теоретски работи кои ги изучуваат во својата струка. Воедно напомена дека практичните настави се составен дел од нивните образовни програми. Двете велешки основни училишта Васил Главинов и Рајко Жензифов го земаа второто и третото место на конкурсот за најбезбедно и најчисто училиште во Македонија. Катерина Нацава со деталите. Основните општински училишта Васил Главинов и Рајко Жензифов се второ и трето наградените училишта на конкурсот за најбезбедно и најчисто училиште во Република Македонија. Според стручната комисија формирана од Министерството за образование и наука во соработка со мисијата на ОПСЕ во Скопје, одржување на зградата и здрава внатрешна средина, уреден и чист еколошки двор, безбедни и сигурни услови за престој и работа во училиштето беа дел од критериумите кои требаше да ги исполнат училиштата за добивање на овие признанија. Сето она што се вложува во образованието во Велес дава своји резултати кои полека доаѓаат, меѓутоа и говори за одговорноста и квалитетот на менаџирањето на овие менаџерски тимови во овие две училишта. Ова е потик за другите училишта, секако и за нив е потик да продолжат понатаму на овој начин да менаџираат со училиштата, за да би можеле веќе на следните повици, на следните оценувања кои идат од страна на невладени организации, на министерствата, да имаме конкретни резултати, меѓутоа е повеќе до останатите менаџери и директори на другите училишта, секако и на средните, пред се да го следат примерот на овие два менаџерски тима. Заменик директорката на училиштето Васил Главинов, Виолета Гемишова, горда на постигнатиот успех, вели дека посветеноста на работата и вложениот труд секогаш даваат резултати. Безбедноста на учениците и хигиената во училиштето секогаш е приоритет, така и ќе остане во иднина, додава Гемишова. Целиот вработен кадар, па и самите ученици се грижат за хигиената во училиштето. Училишниот двор е секогаш уреден, среден. Безбедноста во училиштето исто така е на високо ниво, а тоа се должи на физичкото обезбедување кое што училиштето го има обезбедено во текот на изминатите неколку години, а секако и на видеонадзорот кој што во соработка со локалната самоуправа, поточно со општина Велес, го добивме оваа учебна година. Училиштето е добитник на 2 зелени знамиња, што кажува дека училиштето е еко-училиште. Како училиште во рурална средина, успеавме да докажеме дека Рајко Жензифов има големи квалитети, како во образовниот процес, така и во чисти, здрави и безбедни услови за работа во училиштето, вели директорот Биберовик. Не е прв пат нашето училиште да бележи успеси на овој план. До сега сме меѓу првите добитници на 3 зелени знамиња на ниво на држава. Секогаш учествуваме на отворени огласи и повици за афирмација на училиштето и за постигање на учениците од нашето училиште. Изборот на најбезбедно и најчисто училиште во рамки на истоимениот проект е се со цел зголемување на безбедноста и хигиената во училиштата.
Граѓанската иницијатива Протестирам вчера повторно одржа протест и овој пат маршрутата беше од Авона до Сармаале. Тие остануваат на своите барања и велат дека ќе продолжат со протестите се додека целосно не бидат усвоени нивните побарувања. Поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам вчера повторно излегоа низ улиците во Велес и овој пат тие се движеа по добро познатата маршрута од Авона до Сармаале. Откако пред една недела председателот Иванов донесе одлука за поништување на преостанатите одлуки за помилување, од Протестирам потсетуваат на нивните останати барања. До сега молк и од Уставниот суд и од оваа влада, јас ќе ги потсетам. Значи остануваат уште 5 дена, Велес одбројува. Мора Уставниот суд да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство мора да се заврши онаа работа. Мора да ги уапси сите оние што сториле криминал во оваа држава. Второто барање, втората цел е тоа што оваа влада мора да ги ослободи сите оние што се притворени учесници во шарената револуција, како и да ги укине сите оние што се моментално во МВР, што сториле некоја прекршочна пријава. Од граѓанската иницијатива Протестирам велат дека ќе продолжат со протестите се додека целосно не бидат усвоени нивните барања. Понеделник, среда и петок се деновите кога тие ги одржуваат протестите. Во автомеханичарска работилница во Свети Николе ноќеска по полнок дошло до експлозија и пожар во подрумскиот дел и приземјето, информираат од МВР. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Свети Николе. Увидот ќе се врши во присуство на пиротехничар. Крвта не спојува сите нас, сподели живот, дарува и крв. Е мотото под кое Црвениот крст на Македонија го одбележа 14 јуни светски ден на крводарителството. Во Велес се поголем е бројот на лицата кои даруваат течноста што живот значи. Податоците на општинската организација на Црвен крст Велес говорат дека секоја година се надминува планот за дарување на крв. Крводарувањето е чин на хуманост. Мотивите се различни, сложени и честопати без објаснување, но крајната цел е давање дел од себе за да се помогне некому, на непознат човек за подобрување на неговото здравје или спасување на човечки живот. Велешани досега се покажале како големи крводарители. Се поголем е бројот на лица кои ја даруваат течноста што живот значи. Податоците на општинската организација на Црвен крст Велес говорат дека секоја година се надминува планот за дарување на крв. Поголем број години наназад планот редовно се надфрлува, тоа се потврдува и оваа година. Например, заклучно со денешниот ден собрани се вкупно 1771 крвна и 8 крвни единици и со тоа годишниот план за цела година кој што изнесува 1861 крвна единица е исполнет со 96%, значи ни треба само уште 4%, односно уште 70 на крвни единици за да го оствариме годишниот план. Ја претпоставувам дека до крајот на овој месец веќе ќе биде исполнет. Покрај повеќе кратните дарители на крв, голем е процентот на млади лица кои за прв пат даруваат од својата течност. Од Црвен крст вела дека низ годините бројките на овие лица се повеќе се зголемува. Посебно задоволство е тоа што голем број од крводарителите се млади луѓе кои за прв пат даваат крв во текот на годината. Така, например, просечно секоја година од вкупно собраните крвни единици некаде околу 12 до 13% се од млади крводарители кои што за прв пат даруваат крв, а околу 14 до 15% изнесува вкупната бројка на дарување од млади луѓе. Според податоците на општинската организација на Црвен крст од Велес, просечно 8 до 9% од вкупниот број на крвни единици се од жени дарители на крв или вкупно 165 крвни единици. Имено денеска, под мотото "Крвта не спојува сите нас, сподели живот, дарува крв", Црвениот крст на Македонија го одбележува 14 јуни, светски ден на крводарителството. Поради најавениот топлотен бранд во наредните денови, лекарите редовно со препораки за граѓаните да се заштитат од топлото време и високите UV зраци. Се препорачува конзумирање на многу течности и да се избегнува движење во периодот од 12 до 17 часот и секако да се носи соодветна лесна облека. Метеоролозите најавија дека во следните денови температурите драстично ќе се покачат.
Лекарите редовно со препораки за граѓаните да се заштитат од топлото време и високите UV зраци. Се препорачува консумирање на многу течности, но не премногу ладни, да се избегнува движење во периодот од 12 до 17 часот и 30 минути, да се носи капа и лесна облека. За користење за терапијата кај оние пациенти кои што се со висок крвен притисок, кои што се диабетичари, кои што имаат кардиоваскуларни проблеми со своето здравје, значи за нив исклучиво да си припазуваат на режимот на пиење на лекови за високиот крвен притисок кој што ги имаат. За сите кои планираат да заминат на летен одмор или оние кои се занимаваат со полска работа, Чолакова Дервишова препорачува да ја заштитат кожата со заштитен фактор, за да не дојде до кожни промени кои би можеле да доведат до компликации. Со заеднички заложби на општина Охрид, македонската амбасада во Белград и авиокомпанијата Air Serbia се воспостави новата авиолинија Белград-Охрид и обратно, што ќе стартува утре од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Вестите од земјава во продолжение. Вице-премиерот и министер за финансии во владата на Република Македонија Зоран Ставревски поднесе оставка од неговата позиција. Во оставката се наведува дека истата е поради здравствени проблеми и советите на лекарите кои упатуваат на тоа дека предстои неопходност од подолго лекување и опоравување. Поради ова, Ставревски нема да може да ја обавува функцијата министер за финансии и подпредседател на владата на Република Македонија. Тој во оставката се заблагодарува за плодната и професионална соработка со претходниот председател на владата Никола Груевски, во чиј владин тим беше 9 години. За време на министерувањето на Ставревски се постигнаа најзначајните и најзабележителни резултати во клучните области на економијата, намалување на невработеноста, привлекувањето на странски инвестиции, поддршка на домашната економија, подигнување на стандардот на граѓаните. Македонската информативна агенција пишува дека на позицијата нов министер за финансии, премиерот Емил Димитриев ќе го предложи актуелниот директор на управата за јавни приходи Кирил Миновски. Конкурсот за запишување студенти и питомци распиша Војната академија Генерал Михајло Апостолски Скопје за потребите на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија и студенти за насока кризен менаџмент, заштита и спасување прв циклус на студии за студиската 2016-2017 година. Термините за поднесување на документите во првиот уписен рок се на 27, 28 и 29 јуни на Војната академија, додека документите од државната матура и свидетелствата за завршена 4-та година средно образование може да се поднесат дополнително до крајот на јули оваа година. Од академијата ги повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од конкурсот да се пријават. Посочуваат дека процесот на избор е транспарентен и базиран на дефинирани критериуми и прикажани квалитети и резултати на пријавените кандидати. Педесет и 7.462 туристи ја посетиле Македонија во месец април, а 118.111 туристи пренокиле. Статистичките податоци покажуваат дека бројот на туристите во април годинава во однос на истиот месец лани е зголемен за 9,9%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 13,9%. Бројот на домашните туристи во април оваа година во однос на април минатата година е зголемен за 16%, а бројот на странски туристи е зголемен за 7%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во април 2016 во однос на истиот месец минатата година е зголемен за 23,8%, а бројот на ноќевањата на странски туристи е зголемен за 7,9%. Статистиката покажува дека во периодот јануари-април годинава во однос на истиот период од претходната година бројот на туристи е зголемен за 14,4%. Велика Британија испрати дополнителни полициски сили што ќе бидат распоредени во француските градови Лил и Ланс. Нападот во кој во име на исламската држава беа убиени француски полицајци и неговата сопруга, според францускиот председател Франсуа Оланд е терористички акт. Ова се вестите од светот.
Свои полициски сили во Франција испрати Велика Британија за време на Европското првенство. Тие ќе бидат распоредени во Лил и Ланс пред надпреварите кои ќе ги игра Англија. Дополнителните полициски сили се испратени за да се засили безбедноста по нередите кои беа приредени изминатиот викенд во Марсеј пред дуелот меѓу Англија и Русија. Во четврток во Ленс Англија ќе игра со Велс на само 30 километри од Лил, каде ден претходно играат Русија и Словачка. Лондон и Лил директно се поврзани со железничка линија, поради што се очекува голем број британци да допатуваат на следните надпревари од Европското првенство. Нападот во кој во име на Исламска држава е убиен француски полицаец и неговата сопруга, според францускиот председател Франсуа Оланд, е терористички акт. Оваа двојка е кукавички убиена од страна на терорист. Франција се соочува со голема терористичка закана против која ние имаме мобилизирано значајни ресурси, рекол Оланд. Министерот за внатрешни работи Бернар Казенев по одржаниот состанок во Елисејската палата исто така изјавил дека станува збор за терористички чин. Тој нагласил дека повеќе од 100 луѓе кои представуваат закана за безбедноста на французите се уапсени од почетокот на годинава. Исламска држава ја презеде одговорноста за терористичкиот акт. Денеска имавме промеливо облачно време со температура до 27 степени, а утре не очекува сончево време и температури до 35 степен. Да ги погледнеме деталите. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Јас ви посакувам пријатна вечер со програмата на Кајада.